Психолошката состојба, да чекаш ред еден саат у банка, каква ти е психолошката тежина во тело? Да, ми пропаднат парите. Изгубија камати. Многу камати изгубија. Порано Порано го прекина оручено. Например, му било орочено на 6 месеци, у петиот месец ги вади, ги губи парите за тие 5 месеци. Плюс уште едно 6 месеци додека се осигура дека нема да има девалвација, сериозна штета. Да. Сериозна штета. Така што тоа е тоа. Жал ми е што тоа се случи токму во време на изборите. Тоа покажува дека тие медиуми имале за цел да направат штета на владеачката ВМРО ДПМН за време на изборите. После изборите почна да престанува. Значи како да се смени економската клима, а се уште имаше криза, се уште имаше намалени девизни резерви, значи релативно ситуацијата како што беше во март, беше и во мај, можеби во мај беше и полоша. Но тогаш престанаа надписите, престана да се шири стравот. Јас тогаш не случајно во кампањата одев, ако се сеќавате, со тоа дека СДСМ оди на картата со сеење страв. Едно време сееше страв, не знам, ке има војна, ке има конфликт нов. Социјални немири, сега девалвација за време на изборите. Постојање сеење страв. Тоа е начин на владење во овие години, деценија и повеќе. Ама тоа не е стратегија за можеш да победиш на избори, не е барем... Некогаш палеше, Миленко, некогаш палеше. Но денес веќе не. Денес веќе... Па и самата девалвација 97 што ја направи Црвенковски, беше направи токму момент кога се изврши интервенцијата во Гостивар, луѓето преплашени, страв, да не почне војна. Си вика девалвација, само да е... Ваму девалвација, добро, вика девалвација, дај ова војна ќе стане, да се селиме, да бегаме, што да правиме, многу луѓе исплашени беа. Да се бориме, пушки да зијаме. Се случува таква работа, у суштина, под тефихот се спровна девалвација од 16%, мислиш колку беше во тој период. Значи, таа тактика на сеење страв се обидуваат и денеска да е навлечат. Ја не верувам дека се е розово, не верувам дека не знам, имаме перфектна економска ситуација, дека... Но има работи кои што сме ги ветили и ги исполнуваме. Да речеме, во времето на СДСМ имавме невработеност околу 40%. Сега па е висока. Ја не викам дека е сега ниска, но падна на 31,9%. Има подобрување. Но и кога онија, јас да кажеме не ги сакам и имам аверзија кон Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, ги сметам за приватни зеленашки фирми, ама тоа е мој проблем, не сум премиер. Меѓутоа, беа повикувани, односно беше повикувана власта, дај земите кредит од нив, задолжите се кај нив, земите пари, треба пари и така натаму. Да доживеавме две работи. Кога ти земаш пари врз база на внатрешно задолжување, тогаш тоа не е добро. Кога би требало да земеш пари од зеленаш некој кој потоа ќе ти ја диктира внатрешната политика, ќе ти диктира политика кај тебе, тогаш тоа добро, тоа е број 1 и број 2. Мислам дека има се ти ќе ме попреш ако грешам. Мислам дека имаше и на 2 пати, на 3 пати одличен извештај Меѓународниот монетарен фонд, дека сме се справиле со економската криза, и дури како пример на другите, еве гледате, визави онија балтички тигри економски кои испоколабираа. ММФ излезе со извештај неодамна, пред 2-3 месеци, дека Македонија е држава која што најдобро се справи со економската криза во цел регион. Тоа стои, може на интернет да се уклучи да се види дека така се изјасни ММФ и тоа без да правиме аранжман со ММФ. Ние имавме жесток притисок од медиумите, од опозицијата, да се направи аранжман со ММФ. Ние рековме, ако треба ќе направиме, не бегаме од аранжман, ако мора, нема ние да дозволиме девалвација да има, ќе одиме, ќе речеме, добро, сакаме аранжман. Меѓутоа, сакавме и да поминеме преку оваа криза без да правиме аранжман, затоа што имиџот на земја која што прави аранжман со ММФ и имиџот на земја која што ваква криза ќе помине без аранжман со ММФ не е исти. Гледате се, во оваа година се случи земји членки на Европска унија да прават аранжмани со ММФ. Унгарија, например. И не само Унгарија. Еден куп држави мора беа принудени. Сега за Грција се говори дали ќе прави, дали нема да прави. Полни викат изгледа нема да прават, па некои други викат ќе мора да прават. Значи земји членки на Европска унија беа доведени толку на колена да морат да се обратат во ММФ за помош. ММФ работи со земји кои што имаат проблеми. Посериозни проблеми кои што имаат, со посиромашни држави, со земји во развој, со крајно нестабилни економии и така натаму. Кај што сака да контролираат и власта. Македонија ја помина кризата без да направи аранжман со ММФ и девизните резерви сега се повисоки од колку минати од декември.
Точно е, во меѓувреме имаше пат на девизните резерви, го допревме дното на некој начин, но повторно со мерките што се преземаа, се качија девизните резерви и дојдовме на ситуација сега од минатиот декември, кога бевме веќе на почеток на кризата, сега да имаме исти или нешто повисоки девизни резерви. Ама колумнист некој или така нема браво се зголемени девизните резерви, тоа не се. Не, нема, па негативната вест е вест. Не, вика никој ништо не збори за девизните резерви, штом растат, штом се подобруваат, никој ништо не збори. Тоа не е вест. Сега некој ќе каже може што ми е важно девизните резерви. Девизните резерви се фактор кој што може да доведе до девалвација. Тоа е важно. Значи, тие го осигуруваат стабилноста на валутата, меѓу другото. Тоа е една од работите кои што се гарант за стабилноста на валутата. Така што индиректно е важно за секој граѓанин. Кажи ми, внатре во државата, значи, навести дека ќе има градени многу патишта, и локални, и магистрални, во енергетскиот сектор дека ќе има многу градења, многу други зафати кои се, значи, кои се основа за да има работни места, да има за сите, да има. Бидејќи кога градиш пат, не е само патот, тука има се. Некој продава леп, некој прави шајки, некој ова, некој копа, некој гребе. Мислам, има илјадници. Како ја цениш 2009 на тој? Вака, 2009 во тој дел започнавме дел од проектите, дел се сега во фаза на почетоци. Прво, започнавме 5 патни правци и тие се градат. Тоа се патниот правец Поречје, значи патот од Поречје до Скопје, патниот правец кај Кожув, патниот правец Бањско Струмица или така некако, Струмица Радовиш, и уште еден-два, сега не се сеќам сите на памет, не ги знам, значи 5 ги започнавме уште, некој див дури за време на кампањата ги започнавме и во фаза е завршетокот. Мислам, во длабока фаза на градба се надевам дека дел од нив на пролет веќе би биле готови. Тоа се регионални патни правци. Започнавме реконструкција на 11 патни правци во вредност од 36 милиони евра, заедно со кредит од Европска банка за обнови и развој, чинам дека беше, или од Светска банка. Не ми е зборот, сето тоа како иде во кризна година, во 2009, како ти? Оди добро, нема застој. Имаше мал застој со едни патишта што ги зема, не знам, некоја странска фирма, па немала доволно бази во Македонија и така натаму, но тоа се среди. И мислам дека сега веќе мрдна и таму работите. Значи не беше од финансиска природа, туку од некои проблеми на организациони на фирмата. Имаше мали критики, не знам, зошто стои патот некој кратово, почна па застана реконструкцијата и уште некој, не знам кој беше, но тргнаа тие работи. Исто така, пред 3 месеци, пред месец и пол некаде излезе јавниот повик за концесионер за изградба на околу 300 километри патишта низ Македонија, автопатишта. Значи ова беа регионални, што градење, што реконструкција, односно реанимација. Никогаш не биле. 50 години не биле реанимирани, и дупки, и за никаде за возење. Тука беше и оној патот Дебар-Струга. Исто и тој пат е офатен. 26 километри месечини реконструкција. Сега, значи, како што кажав, отворен е јавниот повик за да привлечеме концесионер, кој што ќе инвестира во тие патишта и нормално ќе ја зимат во автопатите. Во автопатите. Тоа се автопатите Коридор 8, тоа значи Крива Паланка Куманово, потоа има автопат од Куманово до Гостивар, па Гостивар Кичево, Кичево Охрид Струга, албанска граница, тоа е Коридорот 8. Понатаму Скопје од Кемиладиновци до Штип, Свети Николе Штип и Кочани. И третата делница е Скопје Блаце. Значи, за овие патишта е објавен јавен повик, има доста интерес во овој период. Сега да разјасниме. Значи, тој што ќе го земе патниот правец, не знам, Скопје Блаце или Скопје, односно Миладиновци, Свети Николе Штип. Да. Тој ќе си стави наплатни рампи само тамо? Тој ќе стави на тие наплатни рампи, плюс, само да објаснам сега, понудени му се да стави наплатни рампи на обиколницата, за да му се зголемат приходите, а нам да ни се намалат расходите како држава. Сега може би е нејасно, ќе дообјаснам. Значи, сите овие патни правци немаат доволно возила за да станат атрактивни за инвеститор кој што би вложил и би бил сигурен дека парите би му се вратиле и би направил профит. Во 30 години. Да, во 35 години. Затоа што да речеме, на автопатот се движат дневно во просек 3-4-5 илјади коли, а треба меѓу 15 и 18 илјади најмалку, за да е исплатлив.
И сега ни еден инвеститор нема да дојде, не е будува да дојде да ни ги изгради патиштата, ни пола пари да не си ги врати.